граѓани, учествајќи на Народно-ослободителната војна. На денешен ден, 9 мај, одбележуваме два значајни настана. Едниот е денот на победата на фашизмот, а вториот е денот на Европската Унија. И двата настани за нас се патокас кон напредокот на нашата држава. Иако различни, овие два настана имат длабока заедничка символика. Борба против фашизмот, всушност беше борба за слобода и просперитет на народите. Обединената Европа, од друга страна, на недобар начин представува најбол резултат од победата на фашизмот. Пред 72 години, на 9 мај 1945 година, капитулира Третиот рајк и со тоа се означи крај на Втората светска војна. Тоа беше најголемиот воен судир во историјата на човештвото. Во оваа војна учествува 61 држави. Нашата земја во 1941 година беше окупирана, но не и поробена. Заедно со прогресивните сили на југославијскиот простор, македонскиот народ се дигна на востание. Целта на оваа војна беше конечно национално социјално ослободување на македонскиот народ и создавање на првата негова државност. Од првите пушки во Прилеп и Куманово востанието се прошири цела Македонија. По 4 години војна и страдања народот ја освои својата слобода. Со тоа се оствари многувековниот сон на претходните генерации. Тогаш всушност се остварија идентските идеали на македонскиот народ. Истите се втемелија со одлуките на Аснум 1944 година, а се заокружија со прогласување на независна и суверена Република Македонија. Учеството на борбеното Куманово во тој историски период е од големо значење. Тоа е нешто што и денес не поттикнува да истрајаме во напорите за заживување на слободата за праведно и современо општество. Нашата историја ни остави вечен идеал, заедништво и слога меѓу сите народи, а најдобар пример за тоа е терористичкиот атак кој се случи пред 2 години на денешен ден, а кој не успеа да направи раздор и судир меѓу граѓаните на Куманово од различни национални припадности. Убеден сум дека ваквиот однос моите сограѓани ќе го негуваат и во иднина. Секогаш кога некој се обиде да направи меѓунационални судир на нашето подрачје, нема да успее. Вториот настан, кој денеска го одбележуваме, е формирањето на Европската Унија. Европската интеграција е една од применливите цели на современиот пат на сите европски земји, како и на независна самостојна Република Македонија. Незиниот почеток беше декларацијата на Шуман на 9 мај 1950 година, по која се формира заедница за јаглен и челик помеѓу Франција и Германија. Врз тој темел се создаде Европска економска заедница, инспирирана од големиот европеец Жан Моне, и оваа заедница во 1990 година прераста во денешна Европска Унија. Европската Унија, која брои 28 членки, денеска гради механизам на трајно одржлив мир, напредок и просперитет на сите европски народи. Македонија и нашиот град потребна е за брзо да очекори кон таа цел за нашата подобра иднина. Сето тоа првим бара развој на принципите на демократијата, кои се темелат врз 4 столба, а тоа е владење на правото, економскиот растеж и стабилност, слобода на говорот и човечките права и слободи. Почитувани присутни, цивилизацијски и човечки секојаш да се сеќаваме и да му даваме почит на загинатите борци за слобода на нашиот народ. Тоа значи историјата треба се памети поради иднината. Тоа го правиме и денеска на ова свето место. Со сето она што го направиме и правиме за доброто на градот и граѓаните на Куманово, чекор поблиски сме до подобро утре на сите нас. Треба се истае во тој пат. Нашиот оптимизам извира од истрајноста и херојството на претходните генерации. Наместо оружје, нашето средство за напредок денеска е знаењето, демократијата, борбата за правна држава, подобра економија, подобар стандард и намалување на сиромаштијата и невработеноста. И целта на сето ова е интегрирање во развиениот свет, каде сите ние гледаме нашата поубава иднина. Овој 9 мај символизира и означува уште една голема победа на Македонија во однос на деcenijското владење на диктатурата. Денеска дефинитивно капитулира диктатура во Македонија.
Дека ни е честит денот, 9 мај победа на фашизмот, да ни е жива и здрава Македонија.